Добар ден, драги наши превачиња. Добре дојдовте во нашата училница на часот по природни науки за прводеление. На денешниот час ќе ги утврдиме и повториме знаењата од темата звук низ игра квиз. За овој час потребна ви е тетратката по природни науки и молив. Во тетратката по природни науки напиши ги во колона броевите од 1 до 7. Таму бележи ги твоите одговори на моите прашања со знаците X за да, 0 за не. Значи, откако ќе го слушнете првото прашање, доколку се согласувате со исказот што јас ќе ви го прочитам, вие ќе го ставите одговорот, согласно вашето мислење. Ако се согласувате, ќе напишете X, што ќе значи да, или 0, што ќе значи не. Така ќе одговарате на сите 7 прашања. Стопирајте го видеото, подгответе се, продолжуваме. Прво прашање. Музиката, говорот, лаењето на кучињата, жуборењето на водата, грамотевиците, сообраќајниот метеж се нарекува звук. Доколку се согласувате со исказот кој што ви го прочитав, запишете X, доколку не се согласувате, напишете 0. Во секој момент, ако имате потреба, можете да го стопирате видеото и да размислите за одговорот. Второ прашање. Звукот може да биде пријатен и непријатен. Одговорете со X доколку мислите дека исказот е точен или со 0 доколку мислите дека тој не е точен. Трето прашање. Го користиме нашето сетило за вид за да слушаме звуци. X или 0. Одберете и запишете. Четврто прашање. Ако изворот на звук е премногу далеку, не можеме да го слушнеме звукот. X или 0. Одберете и запишете. Пето прашање. Го користиме нашето сетило за слух за да ги слушаме звуците. X или 0. Одберете, запишете. Шесто прашање. Пеењето на птиците и мјаукањето на мачето се природни звуци. X или 0. Одберете, запишете. Слушни го звукот од звучникот. Дали звукот што го слушаш е природен звук? Ќе повторам уште еднаш. X или 0. Одберете и запишете. Ова е крајот на овој дел од квизот. Сега повторно ќе го проследиме квизот на следниве слајдови и вие ќе можете да ги споредите вашите одговори со одговорите што ќе ги слушнете. Ако одговорот е точен, ќе се појави насмеано смајли со кренати палци или, ако има погрешен одговор, тажно смајли кој ќе не врати повторно на прашањето. Да ве потсетам, доколку имате потреба, во секој момент можете да го стопирате видеото и да размислите за одговорот. Прво прашање. Музиката, говорот, лаењето на кучињата, жуборењето на водата, грамотевиците, сообраќајниот метеж се нарекува звук. Токму така, одговорот е да. Продолжуваме понатаму. Второ прашање. Звукот може да биде пријатен и непријатен. Да. Продолжуваме понатаму. Го користиме нашето сетило за вид
за да слушаме звуци. Секако дека ова не е точно. Кликаме на не. Продолжуваме понатаму. Ако изворот на звук е премногу далеку, не можеме да го слушнеме звукот. Одговорот е да. Продолжуваме понатаму. Го користиме нашето сетило за слух за да слушаме звуци. Токму така, да. Продолжуваме понатаму. 6-то прашање. Пеењето на птиците и мјаукањето на мачето се природни звуци. Да. Продолжуваме понатаму. Слушни го звукот од звучникот. Дали звукот што го слушаш е природен звук? Ова е звукот на телефонот, кој ние знаеме дека е неприроден звук. Кликаме на не. Спореди ги твоите одговори со одговорите кои ги слушна. Доколку на сите прашања си одговорил точно, јас би кажала едно големо браво за тебе. Ако имаш грешки, потруди се уште малку и повтори го материјалот. Драги ученици, ви благодарам на вниманието и останете ми во добро здравје. Довидување!